Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот. Да, кажете си се што ви тежи на душата и лежи на срцето. Не случајно го ставив овој слоган во делот на најавата и во сите овие 23 години во Гласот на народот, бидејќи тешко е да живееш со такво бреме, со една тежина. И тука сме заедно да ги размениме сите маки тешкоти, а тешкотиите се евидентни. Тие се со нас, живееме со нив и секогаш се присутни во 24 часа од деноношјето. Реков и стадов збор дека со почетокот на емисијата посвети внимание за социјалната револуција, која е опозит таа шарена револуција, која ветуваше правда, ветуваше мир, но самите протагонисти, да бидам искрено, се уверија дека беа излажени, манипулирани, искористени, не би потребил збор, меѓутоа им дадоа такви реквизити да користат, да ја девастираат сета убавина што е направена во Република Македонија, на секаде, не само во градот Скопје, со тоа што верувате или не, дека лесно е да уништиш и да измастиш нешто што не е што е убаво, а тешко е да изградиш или да направиш, да нацрташ. Видовме, ниту го изчистија тоа, мисля дека тоа ќе остане дел од нивните активности. На нивните активности беа за еднократна употреба и после таа употреба, простете, али вистината тоа ги сфрлија. Ние нема никого да изфрлиме ако ни се јават замолат, да ги представиме. Истите, мислам, луѓето кои се жртва на неправичноста, неправедноста, на политичкиот амбиент, октририраната коалиција, која овие 7 години во континуитет ја девастира државата, ставот на народот. Не само народот, сиди пошироко. И меѓународната заедница, тоа веќе го спомнува, во многу изјави, што ја слушам денеска госпожа Тагелер, вели, политичкиот амбиент под итно мора да им објасни на народот, да му објасни зошто е амнестијата. Јас денеска решив и го поканив господот магистер Горан Ристевски, председател на синдикатот на затворската полиција и администрација, и ќе му посакам добро вечер и добро дојдете. Добро вечер, благодарам поканата. И јас и со вашите претходни колеги решивме да дадеме придонес како куќа, телевизија Вистел, вистинска телевизија, и мојата маленкост во Гласот на народот, да ги представите вашите проблеми, вашата желба да ги пренесете пораките до одговорните кои ви доведува во ваква ситуација од овој безизлез, од овој лабиринт. Најпрви лична карта за синдикатот вие кој го представувате. Вака, јас сум председател на независен синдикат на државна администрација. Тоа значи? Каде што членуваат повеќе структури од сите области на дејност, организирани од централната власт. Тука имаме членови на синдикални организации од Синдикат на затворска полиција и администрација на Македонија, Синдикат на судска администрација на Македонија, Синдикат на пожарникарите на Македонија. Воедно има структури кои што се од комуналните дејности, тука се паркинзи, комунални предпријатија и така натаму. И агенцијата за управување со одземен имот и други структури во рамките на гранскиот синдикат. Ако нема бројка, колку е бројите? Над 2900 души. Скоро 4000. Да. Сведоци сме што реков шарената револуција која ветувала правда, мир. Од таа дистанца до денеска дали се оствари таа вистина? Дали е вистина и прагма што викам или нешто? Пред се, ја ќе речам дека сум аполитички настроен, имено за гласачкото место, кутија, секој се одлучува онака како што сака, како ние како што разумот. И ние како синдикат не влијаеме тука, но во делот на тој вид на револуција што спомнавте,
Јас сум председ за социјална револуција, каде што правата на работникот треба да бидат согласно закон, согласно позитивни законски норми и подзаконски акти кои што треба да се почитуваат. Не треба да се применува онака како што на оне што е именуван како функционер, дали е министер, дали е директор, дали е председател на некои си од одборите, имено тие не им се дадени институции на поклон, туку тие треба согласно закон да раководат со истите. Да менаџираат. Да не манипулираат, едноставно да ги спроведуваат законите и да ги почитуваат и подзаконските акти на ново. Да бидам искрен, разговарав со еден господин кој е представник на една од трите власти, тоа е судската власт. Имав еден брифинг и прашав што мислите, и имате максимално неговата поддршка. Значи, судија влијателен, во кој сакав да слушнам како е ставот на судиите, визави се ова кој што представувате дел на полицијата, на судската власт, администрација и се ова што се случува, вика Слободане, имам искрена емпатија и се сочувствувам и максимална поддршка, тоа што е реткост. Дали ситиот, гладниот, дали му верува едноставно? Со енормното зголемување на платите од 78%, дел, не сите, дел од именуваните или избраните функционери се солидаризираат со вработените, со нашите членови. Имено, ке речем, добар дел од судиите, зборно за судската власт, солидарност до таа мера што имаме целосна поддршка од судиите. Учествуваат вашите... Па и се појавуваат на протести. Имав регистрирано. Точно се појавуваат на протести. Кај нас на овие протести зборно за судската администрација доаѓаат именитни личности, не повикани од наша страна. Само иницијативно? Да, доаѓаат професори, пошто тука и универзитетот. И близко е, да. И доаѓаат како поддршка, имаме поддршка од индивидуалци, исто така адвокати. И тоа адвокати кои што се од, да речам, кои што се дел од фелата, да, дел од фелата кои што се почитувани во јавноста, во средината и така натаму. Да, имав гости адвокати и што спомнавте, се надам и судии ќе имам, но кои максимално безрезервна поддршка ви даваат. Реков дека сте столб на една огромна армија од 3000 души кои апроксимативно по 4 да идам или по 2-3, тоа е пак бројка околу 10.000 луѓе кои сепак барат помош, барат поддршка, барат да се ги кажат своите маки. Пред мене гледаме на порака, викате протест, европски плати за нас. Тоа претпоставам дека е, да, можеме да ја Ова е нашиот слоган. Може тоа камера, да. Ова е вашата камера. Во ред вака. Да, во ред. Ако има за нив, мора да има за нас. Вработените. Да, јас имав таа прилика да разговарам со еден од пратениците, тоа е председателот на пензионерите и коалиционен партнер во владата на господин Ковачевски или Николовски, како што реков, кој искрено дадов една моја сугестија, дали се сочувствувате со нив и како мислите. Да бидам искрен, имав една резерва, меѓутоа друга страна даде поддршка, но убаво е кога ќе се нафатира човек, да речем, да му се даде наеднаш 75%, 8, пардон, а од друга страна... Да ги закружиме на 80% подобро. Па и така, ако се земат и другите паушари... Со се мина труд... И паушари, други ако се земат. Но, дали сметате дека ова ќе се смени? Дали верувате дека ќе го преиспитат и дека тие ќе ги коригираат овие високи проценти? Треба да се има совест. И тие именувани лица идат во истиот маркет како што и обичен граѓанин. Исто купуваат, пазарат, исто трошат. Но за нив повеќе останува, а за нас вработените, поготово јавната администрација, многу помалку останува. И дали останува? Грото, како и за судската служба, која што е актуелна овој период, една работна екзистенција. Имено, поради ниските плати, добар дел се задолжили со кредити, со извршители. Кои не прашуваат дали ке вие земите како додаток најрадикално се од 5 до 35% за судската служба или нема да земите. Имено
Една од причините за подигање на револтот, незадоволството кај судските службеници, судската администрација, судската служба, како сакате кажете, е неисплата на тие додатоци на плата, апропо оние големите 78% кои што видите вака, ќе ви кажеме на работа. Да. За да ние докажеме за некој сегмент од работен однос дека сме во право, ние поднесуваме првин представки, дописи и слично, разговараме оно каде што не приме да разговараме и му кажуваме дека согласно тој и тој закон, тој и тој член, ние имаме права како вработени. Но со оглед дека немаме разбирање, ние поднесуваме тужби. Ние идеме по судски пат да докажеме дека сме во право. Додека оние именувани функционери не чека да почнат со судски Че да почнат звонот, така. Едноставно. Имаме гледачна линија, да, добро Добро вечер. Повелете. Телефон е Милан Терзич, командир на територијалната спожна единица од Пробишти. Добро. Па во делот на разговорите со господин Ристевски како председател на независимиот синдикат на државна администрација, сакам да кажам дека веќе имаме некои активности во делот на подобрување на условите за работа на пожарникарите, пред се во делот на промена на закон за пожарникарство, че ние бараме нешто што ќе помогне и во делот на работа на територијалните единици и во делот на организацијата во државата, во делот на безбедноста на граѓаните, во делот на заштита и спасување. Значи, потребата од промена на закон за пожарникарство е дел кој ние бараме пред овие територијални единици кои членуваат во независимиот синдикат на државната администрација и едноставно бараме, значи, со промените на овој закон да дојде до професионализација на пожарникарството, подобрување на условите и пред се начинот на финансирање на оваа служба. Од овој аспект веќе, како што напоменав, овие територијални единици кои членуваат во независимиот синдикат на државната администрација заедно со председател Ристевски имавме неколку средби, а пред се ќе напоменам средбата со Министерството за одбрана, каде што конкретно беа дадени предлози за измени на законот, каде што од страна на министерката, која е дел од владата, имаше обеќање дека во догледно време ќе се случат промени, кои промени оние барања кои се проследени од пожарникарите пред се, ќе бидат удоволени без онаа мерка каде што ќе биде подобран условите за работа, не само на пожарникарите, него условите за акција на пожарникарите, значи метод на гасење, организација на заштита и спасување и сето тоа. Ви благодарам многу. Вели глаголот че е глагол на глаголска форма од глаголот лажам, да речем. Тоа е веќе обичаено во Македонија во овие сите 32 години. Политичарите, но повеќе пати го употребуваат или нон-стоп го употребуваат зборот глаголот че. Што мислите? Прилепче викаат че. Че. Че лажам, че Да. чом чам. Со оглед дека како да се надмине сета ова интрига што политичарите, министрите ветуваат на крајот ништото. Вака се. Првен во Македонија немаме ние Ево да ги спомниме пожарникарите кои се херои, да. херои. Ќе кажам само кратко дека ви одговорам на вас. Имено доколку во Македонија има квалитетна опозиција, ќе има квалитетна и позиција. Ме разбирате, доколку опозицијата стои, да речам, како форма на притисок врз централната власт, врз партиите или коалицијата што е на власт, тогаш ќе има и поквалитетна позиција. Дали ме разбирате? Имено, ја ќе ви кажам искрено од мој аспект, како председател на независен синдикат на државна администрација, наназад време имам организирано или учествувано во низ за протести, како форма на притисок за разлика од онаа опозиција, ако збориме за политика, која што малтене нема на сцена. Ја не викам дека некој треба да будам. Моја интенција е да ги будам синдикатите, колегите, да пристапат заедно и да тераме во, како што рековте вие, шарена револуција, ќе речем социјална револуција. Социјална револуција, не во делот на револуција со некој орудие, туку со
пенкало, со дигање на гласот преку разни форми на демократски форми за изразување на задоволството. Во делот на пожарникарите, професијата пожарникар спасител пред се е хумана, жртва. Да, пожртвувана дејност. За да работиш пожарникар, пред се треба да имаш и да се чувстваш безбедно. Значи, кога ќе излезеш на терен, треба да имаш адекватно опрема, адекватно возило, согласно сите прописи во државата. Денеска, територијални противпожарни единици живеат од донација, од веќе искористено, дали е од дело за интервенција, до трајно, наместо да офрлат, например, Велика Британија, наместо да офрли интервентните дела, тие ги донира кај нас. Донира камиони, кои што наместо да возиш од лева страна, тие возат од десна страна. А се трошат пари за ирваси, за морски плодови и за ред други работи. Тоа се средства кои се навистина фрлаат во неврат, залудно, меѓутоа за ова не се инвестира. Мора некој да почне да има одговорност, ќе речам, дали е градоначалник, бидејќи вака ќе речеме на мала ретроспектива од 2004-2005 година пожарникарите се од како дел од припадниците на МВР преминуваат во локална самоуправа согласно закон за локална самоуправа, каде што она што го има, што го наследи од Министерството на внатрешни работи веќе е потрошено. Низа години наназад ние учествуваме во преговори со владата, учествуваме со Центар за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување, како и Министерство за одбрана, како што рече соговорник, голем поздрав до Милан, еден од најактивните членови кај нас, со синдикатот. Ке речем учествуваме во низа, каде што кажаме проблемите со кои се соочуваат пожарникарите. Сметаме дека едно од главните работи се начинот и формата на пензионирањето. Денеска во постапка е нов закон за пожарникарство, каде што ние во целост не се согласуваме, но 80% од нашите барања низ разговори, преговори и дописи се реализирани. Пожарникарството бара централна власт. Централна власт во смисол да биде управено од еден центар, да имат исти бодови, ист вредност на бодот, да имат начини постапка за напредување. Денеска е анархија. Имаме команди на територијална противпожарна единица со договор за дело. Договор за дело? Со договор за дело. Командир. Како да ви кажам? Не е во ред. Имаме преку вработување во друга, пошто имаме централната власт е позиција, локалната самоуправа опозиција. Сега не можат тие да се вработуваат. Денеска Република Македонија е кратка со пожарникари. Кратка, недостасуваат пожарникари. Треба по наши статистики над 1000 да има пожарникари во Македонија за да биде успешна ова служба. Ние предложиме на министерот за одбрана. Добро вечер. Да, добро вечер. Повелете, кој се јава? Поздрав до Горан Листевски. Благодарам. Повелете, кој се јава? Може да збориме? Повелете. Намалите го телевизорот и говорите преку слушалка. Стишите го телевизорот, преку слушалка говорите. Да ве слушам, има фонија. Сега? Да, повелете. Зборете. Не бе го намалив. Ве слушаме, говорете. Ивица Нацевски на телефон. Повелете го Ивица. Па само да му кажам дека има голема подршка од синдикат на Запорска полиција и администрација Скопје и продолжуваме со протести. Ќе се избориме за нашите права. Благодарам многу. Продолжуваме. Да, благодарам. Ја спомнам затворската полиција. Би сакал тука малце да посветиме внимание. Ова е една специфична работа и како слушнав, кога влагате од таа страна, од таа другата страна, од таа врата, законите не важат. Законите важат до влезот. Нажалост, после натре веќе има други закони. Непишани закони, непишани норми. Жалам што, да речем слободно, се испусти оваа професија со... Ало, добар ден. Ве гледам дека емоцијата работи. Да, повелете, кој се јава? Се јава Јасмина Величкова, председател на независен синдикат на судска служба. Да.
Повели Сакам да го поздравам председателот на Гранскиот независен синдикат на државна администрација, господинот Горан Рисовски, Благодарам. и благодарност за неговото огромно вложување во синдикализмот и кај нас во судската служба. Имено ние сме судската служба не раководи председателот Горан, односно по тој грански синдикат сме и многу сме благодарни бидејќи сме сега моментално најактивни како синдикат и се бориме за нашите права. Сакам да кажам дека силата е во сплотеноста и трајноста и довербата. Ние сме решителни и искрено чекориме по вистинскиот пат до остварување на своите права. Имено сакам сега преку вашата емисија да ги најавам протестите што следуваат од понеделник на судската администрација кои ќе се одвиваат секој ден пред основен кривичен суд и основен граѓански суд во знак на револт од неиспаќање на задатоците на плата и незголемување на платите, односно се уште не сме седнати на преговори и сакам да ги најавам протестите што ќе се одвиваат од понеделник. Ви благодарам многу, поздрав до водителот, до гостинот и се најдем. Благодарам многу, Јасмина. Реков дека емоцијата се дефинира во вашите очи. Како да кажам, последниот случај не имал настан, тоа е со бегството од Капедон Идризо, каде што беше и повреден наш колега. На почеток беше и животно загрозувачки. Многу директори не потекнуваат од затворскиот систем и додека почнат да влезат во суштината и поентата на затворскиот систем, додека се прилагодат, времето си тече, службата како служба пропаѓа. Не се инвестира во неа, имено неаме тренинзи, отсуство на тренинзи. Во затвор Скопје имаме боево гаѓање со лично вооружување, во другите затвори не знам дека има такво нешто. Боричките вештини воопшто не се во практика, значи. Ало? Добро, повелете, вие сте гласот на народот и ќе ви дадеме предност. Ќе продолжиме. Повелете, кој се јава? Ало, добро вечер. Добро вечер. На телефон Дејан, возаш во итна медицинска помош Велес. Повелете. Јас сум дел од председателството на независниот синдикат во здравството. Значи, господинот Горан се одважи, значи, да преземе активности и во здравството. Со тоа што, значи, возачите во итна медицинска помош на ниво на држава зимаат испод минимална плата. Значи, согласно законот за минимална плата од 1.3.2023 година, неа добиваат минималната плата од 20.175 денари. Меѓутоа, они се со 19.500. И со тоа покренавме иницијатива со господинот Горан Ристевски да бараме од министерот покачување, односно зимање на минимална плата. Со тоа што ги поддржуваме сега сите протести. Јас се уште се чудам што судската администрација не треба да бара 78%, треба да бара 100% покачување. Значи, тоа треба да биде 100% покачување на платите, поготово во здравството. Здравството моментално е најважната гранка моментално у државата, меѓутоа зимаат најминимални плати. Со тоа што во итната медицинска помош не се исплаќа сегдека бенефициран стаж на рентген техничарите кои што се изложени на зрачење, не добиваат додатоци. И така да со господинот Горан Ристевски земавме иницијатива која што треба да атераме да ги добиеме сите овие работи. Поздрав до емисијата и до господинот. Пријатно. Благодарам. Горан, што направивте? Максимално наши луѓето, представниците ве почитуваат сите гранкови синдикати. Ќе речам вака, обично кај нас дојат вработените во јавната администрација каде што имаме проблеми. Каде што е се окей, одговара некој си така наречен државен синдикат, каде што добар дел од вработените веќе изгубили и верба во истиот. Во делот на судската администрација
Само да докажете за судската полиција, ве молам. Затворската полиција. Да, затворската полиција, тоа ми беше многу. Вака сега. Значи, како што реков преска, отсуство на Тоа е најосновно. Значи, ти боралични тренинзи, тие се најосновно што треба да ги имате. Јас ќе речам само во затвор Скопје се прават обуки во единицата за брзо распоредување, каде што, но тои треба да бидат многу чести, со еднодневни или дводневни активности и обуки е недоволно. Имено влегувањето во, пример, ЕБР како што има соопис и попис на работа, тие влегуваат упат во простории каде што се, дали се згради, дали се куќи и слично. Так. Во затворскиот систем, каде што има келески систем, начинот упат во нив е подруг, за разлика од тие. Тие може да низ прозор да влезат со скали и слично, нели? Не може во затворскиот систем да влезат, зашто има рештки. Така. Значи влегуваме од врата, каде што имаме Директно во оган. Директно во оган. Рачунете дека ја не викам дека дали притворен или осуден лице е 100% виновно. Имаме и невини, но тоа нека се докажува дело од судската постапка. Сакам да кажам околу 90%, нека биде 85%, има реално вина. Низ постапката се докажува дека имаат вина. Значи, ние со многу добар дел од описот и попис на работа и работите што ги имаме, работиме со кримогени лица. Тука постои и кримогена инфекција, зашто ние сме луѓе. Треба само да имаме поголем отпор да не се инфицираме ние. Но во таа кримогена инфекција, инфекцијата е и меѓу осудените лица, притворените и осудените лица. Односно, доаѓаат за еден вид кривично дело, излегуваат за сосема други, пософистицирани кривични дела. Ме разбирате? Веќе тоа е низ пракса, значи слаба е ресоциализацијата. Сите учествуваме во процесот на ресоциализација. Зборам за дали се работи за затворска полиција, дали се работи за превоспитна служба и структурска служба. Сите сме во тој процес, но наназад време имаше машини, строеви, да речем, со други збори, се обработуваат земјоделски површини каде што оној кој ќе прифати ресоциализацијата, му се дава можност за викенди слично. Денеска едноставно тика ми следува. Нема можност за работа и ми следува. Значи политиката, зборам не политика како политика, политиката во затворскиот систем малце отсуствува. Ако на пример воспитавачот одлучи за некој лице дека осудено, да речем, дека не треба да користи погодности. Некој друг надреден го се согласува, го парафира дека е во ред. Дали ми разбирате? Значи, спротивно на мислењето на ресоциализацијата. Вие сте магистер, пред се сакам да ве прашам, што мислите за амнестијата, законот за амнестија? Значи, треба да се Ја спомнав и господината Агелер, амбасадорката на САД, која дефинитивно бара политичарите да им објаснат на граѓаните на народот зошто е амнестијата. Друга ситуација се гледа многу прозирно е тоа да се насети дека тука мириса и повеќе од тоа, дека е тоа лично ослободување од вина и се тоа што значи спас на сопствената кожа. Но друга и наједноставна, само се мал коментар морам, со ова се дава еден голем простор на криминогените активности, на сторителите на криминогени действија, најслободно да си функционираат, знаејќи дека при тоа дека нема да бидат осудени, ќе бидат амнестирани за кратко време, под плаштот дека немаме капацитет. Па го слушам, министрот вели за внатрешни работи нема шанси да се примени. Од друга страна, премиерот вели мора да се примени. Опозицијата вели доста со вакви драмолетки. Кажете што е работата. Вие што како го дефинирате со ова, се тоа бидејќи наистина стана веќе дегутантно да се дискутира. Првин, законот за пробација, кој што е на сила, не се применува онака како што треба, односно не се применува од целост. Пример, при домашен притвор треба да има алки. Алките беа донесени 2013 година, но не беа во функција. Дали ми разбирате? Значи, лицето Ниту една алка не било во функција. Не, немаше тако нешто. Едноставно се вратија назад, први нивното одржување во системот за следење кошта пари. Треба се предвиди во буџет тако нешто. Тие алки беа вратени, ја колку што знам, вратени се назад на донаторот.
пошто не се применливи. Од кого беа донирани? Мислам дека беа од Велика Британија. Велика Британија се ни донира потребени против пожарни возила и така. Да, ќе речам пред се тој закон треба да биде во пулна сила за да можеме ние да очекуваме и другиот дел во делот на ресоциализацијата. Ресоциализацијата не почнува само со осудување на лицето. Имаме предпенална, пенална и постпенална ресоциализација. Така. Значи, сите три нивоа на ресоциализација треба да бидат примиливи. Уште од мерката притвор. Да. Во текот на издржување казна и после издржување казна, значи во делот на ресоциализацијата битно е што? Битно е осуденото лице да го има контактот со семејството. Како еден од алатките за да истото лице прифати ресоциализацијата. Но низ работа и работни задачи ќе има и помалку агресија меѓу самата осуденичка популација, а поготово врз вработените во затворскиот систем. Че имаме таква тема, че ви биде чест и задоволство да учествувате во таа дискусија, меѓутоа се вратиме повторно на условите и незадоволството на представниците на синдикатот во кој вие сте прв човек. Уште малку за затворската полиција, кои бенефити имат ли некои бенефити, какви се условите за работа, рековме, кои се барањата на представниците на затворската полиција? Ке речам, долга е темата, но ќе бидам краток. Синдикатот на затворска полиција, заедно со синдикатот на независниот синдикат на судска администрација на Македонија, заедно, единствено си помагаат во организирање на протести, а со цел подобрување на правата, зголемување на платите, согласно трошоците на живот. Колку е платата, ако спем да прашам? Чиста плата. Имајќи го фактот с која работа извршуваат. Видете, да не се додатоците ниска платата. Платата е релативно ниска. Имаме многу колеги што напуштаат работа, дали се работи во затворскиот систем, дали се работи во судската служба, па и во други, заминуваат од работен однос, од работно место, затоа што имаат ниска плата, голем ризик. Денеска, благодете, прво ако беше благодет да работиш во јавна служба, денеска приватниот сектор е поблагодетен. Имено и да идиш во приватниот сектор, и да идиш на боледување, вика не иди на боледување, не земе боледување. 100% ќе биде платено, само ти врати се на работен однос во таа некоја си било која фирма да е. Додека во И заминуваат, одат во приватни агенции за обезбедување? Да, па не само приватни агенции. Нажалост, приморани се, како и другите жители во држава, да земат и бугарски пасоши, Заредно тоа. за да одат во Европа да работат. Имено видите вака, имаме деца наши кои што родителите им се презадолжени. Децата идат во странство за да може кредитите да ги платат на родителите. Дали за образование, дали имаат извршителски трошоци и слично. Значи нашите деца, дојде време да нашите деца заминат негде за да донесат пари за да се исплатат некои долгови. Каква е вашата соработка со другите синдикати? Вака, историски гледано наназад, снимале релативно добра соработка заедно со неколку синдикални структури. Има суета, има надпревар, има противречности? Па некаде да, но некаде каде што немаме да речам судредни интереси, ќе спомнам Ванчо Исаев, независен синдикат на одбраната, каде што на назад време снимале многу добри односи, релации. Потоа независен синдикат на професионални војници, исто така. И други структури. Знаете зашто ве прашувам? Бидејќи секој човек е нула. Ако застанеш до него е десетка, ако застане уште некој е стотка. И така е до плюс бесконечно. Тоа беше една порака што би сакал во прилика да спомнам неговото блажество покоениот Михаил, кој во едно интервју ми кажа: Слободане, јас и ти сме нула. Ако некој застане до нас, бројката е голема. И така зборам и за македонскиот народ, за волјата на вистината, за спас од секаква криза и наезда, треба да се интегрира. Дали вие се интегрирате како синдикати, да немате противречности, тој диспаритет на, и да речам, на размислувања или интереси пред се, да рекам, или лукративни погоди. Судбината е иста, делите сите работини. Први ќе речам дека многу е тешко да се врати до вербата на вработените во синдикатот. Низ историски аспект изгубиле доверба.
Ние работиме на враќање на довербата во поимот синдикат. За да со некого делуваш во интерес на вработените, во интерес на членовите пред се, треба да оставиш простор, корелација, без навреди, без ништо, за да утре пак треба да седнеш на маса, взаемно да ги решавате проблемите. Она што рековте преска во делот на оптеретувањето, тоа ти исто кога, например, имаш ти 100 кила, и ако стоиш на нога, не на нога, тие 100 кила ти се не на нога, но ако ти стоиш на две нозе, ги распределуваш тежината, нели? 50 плюс 50. Ако имаш повеќе нозе, да речем, октоподи кои што се криминалци, тие немаат никакви... Така да тежината уште помалце. Да. И независно се нека државна администрација, има отворена врата за сите. Како за грански синдикати, така и за синдикални, и национални синдикати, унии, да речем сојузи и така натаму. Отворени за соработка, взаемно, единствени, до целта, односно до истерување на правдата, а во насока на зградување повеќе право од работен однос, враќање довербата на службата во целина и така натаму. Преска ми остана нешто неодговорено во делот на пожарникарите кои што ги спомна прески колегата Милан. Имено се работи за следно. Ние низ години наназад го учествуваме и присуствуваме на неколку разговори во владата со представникот за одбрана. Господината... Не, таа е министер за одбрана, Драган Василевски, каде што по нашите сугестии и неговиот ревизорски извештај, да речем, извештај до владата, каде што владата донесе одлука сите пожарникари, нагласувам, сите пожарникари да добијат по 60.000 денари како разлика во платите на назад време, зашто преминале, некои преминале од МВР во локална самоуправа и така натаму. Единствено градоначалникот на општина Куманово ги исплати тие 60.000 денари по пожарникар. Другите ги испочитува. Ги испочитува одлука на владата, ги искористи средства да ги подели паричните средства. Што е честно, човечки и хумано пред се. Некој од нив, зборам за претходниот состав на градоначалници, некој од нив направи пренамена, но добар дел ги вратија назад во буџетот. Не ги искористи средствата. Тие беа строго наменски средства. Порано, пожарникарот спасител земаше како блок дотации, преземените пожарникари од МВР, како блок дотации на име на плати и додатоци на плата. Денеска тие блок дотации идат преку Министерството за одбрана за потребите на пожарникарите. Оние пожарникари што се вработени од локалната самоуправа ги обезбедува платите за нив. Разбирате? Имено, ќе речем уште една работа, согласно закон за пожарникарство. Секој пожарникар, општинската власт мора да го осигура него согласно закон. Денеска не познавам територијална противпожарна единица која е службено осигурана. Ме разбирате? Со закон се е регулирано да биде пожарникарот осигуран. Ми текна да спомнавте начинот на организација. Една година бев во Њујорк, толку беше 2012 година. Големо невреме беше, не Сенди, така ли се викаше тоа невреме. Тогашниот градоначалник на Њујорк Џулијани посвети внимание на сите припадници на пожарникарските служби, околу по 3 плати, тоа се сепак средства, како награда. Тука беше и Доналд Трамп со една несебична подршка. Тоа не беше ни председателски кандидат. Другата година беше, другиот мандат беше наименуван. Зборот ми е дека хуманоста е кај човекот, внатре да ја има со содржина на емпатија на сето тоа. Но што правиме со политичкиот амбиент која води власта, што е одговорен? Локалната самоуправа, господин Горан, не е толку ингерентна и нема мојче да се разбереме. Голем број проекти им пропаѓаат, бидејќи и тука имаме една дисонанца, раштимен оркестар. Ако си од таа политичка партија, не добиваш средства и не можеш да го реализираш проектот. Зборот ми меѓу проект контра, ВМРО и СДСМ. Дали треба да има тај антагонизам, со оглед дека ве зборите, дека локалната самоуправа треба тоа да го има во предвид, до друга ситуација ако се блокирани, немаат можност и сето тоа, а централната власт се
како наблюдувач и сеирџија. Ке речам, централната власт тука има повеќе влијание во делот на вработувањата, дали се работи за комунално предпријатие или во делот на општинската администрација или територијалната противпожарна единица кај што се наоѓа. Во делот, ако збориме за пожарникарството, законски е регулирано колку посто иде од осигурувањата за потребите на за кои што се строго наменски средства за пожарникарите и опрема купување на истите. Потоа имаме при осигурување на објекти, возила и така натаму. Дел од плата, например, се одвојува за иста работа. Значи, општините добиваат пари, може не се доволни за да купат опрема. Затоа фали централизирање. Токму тоа, дали треба да бидат од Министерство за одбрана? Дефинитивно, бидејќи тие се одбранбени сили. Така е. Дали во војна или мирнодопска, во секој случај тие одат во одбрана на секој дом, што представува основна единица на општествениот систем. Нели? Без разлика. Да. Значи, сепак да не биде грижа моја преди над некој друг, дека треба се централизира, како што рековте, во секој случај, да Министерството за одбрана ги прифати како дел на тој корпус. Вака, ние на министрот за одбрана, без согласност на другите синдикати во одбраната, и понудивме едно решение. Да. Именно, со навршување на 45 години возраст, припадникот, Да се пензионира? професионален војник, мора да ја напушти армијата, или да биде преземен во друга институција државна, или да биде во рамките на МО, но не професионален војник. Дадено решение, каде што територијалните противпожарни единици да бидат составен дел на Министерството за одбрана, како централизирање, како посебен оддел и со навршување на 45 години професионален војник да премине да му се даде можност да премине во територијална противпожарна единица, каде што сите квалификации кои ги стекнал низ работата, па и некаде ако има несоодветна, да биде дообучен. Таму имаме стручни лица од АБХО, така да има полигони, имаме систем за заштита, систем за интервенирање, имаме хеликоптерски единици во Министерството за одбрана, кои што, например, зимно време се случува, нели, да наши планинари залутаат во снежните виулици на Шапка, Козија, се случува. Кожов и така натаму други планински предели, каде што ги активираме СЗ. Зошто СЗ? Зошто да имаме треба фактички и противпожарните единици да имаат хеликоптери како систем за спасување. Значи, тие ги имаат, дел од нив ги имаат апаратурата, но кои ќе се најдат себе си, кои ќе бидат под еден работодавач, под една команда, каде што ќе имаат секојдневна обука, дали ќе биде теорија, дали практика, што и да е, кои ќе имаат средства за работа, кои ќе имаат квалитетна заштита при интервенција на пожар, кој треба да има и азбестна униформа. Зависи од пожар, зависи од типот на проблемот. Фрлаш жив оган. Во оган, да, имаме ситуација каде што кој што беше Ласкарци и сообраќајката. Имаше од патниците обезглавени, дали ме разбирате? Нестручноста, недоволната обука, добар дел подлегна на повредите при самото давање помош, така. Токму така. Спомнавте Ласкарци, ви благодарам многу. Денеска се случи на голема несреќа во Италија, во Венеција, мислам, така ли беше. Загина преку 24-5 лица. На возачот, колку што можев да следам преку CNN, му се слошил, бидејќи да беше заспан од самиот удар, че можеше да се разбуди. Меѓутоа, сепак се работи за кој инфаркт. Од друга ситуација, Ласкарци, немаме ни основна правична пресуда, да речам, од основен суд. Значи, заташкување. Еве, вака ве прашувам чисто како интелектуалец, како магистер и сето, како дискутирате ова, дека во вакви работи имаме повторно криминогени ситуации? Првин, дали може да се забушити ваков чин на убиство, со еден збор? Ова е убиство. Бидејќи ако се сакрива вината на сторителите или на што е тоа е еден вид убиство. Народна забелешка, да речем. Причинско последична ситуација и автобусот што се запали во Бугарија. Секако, благодарам за што подсетите. Ви го одговорив претходното прашање. Неказнивоста, ненаоѓање на вина во случајот Ласкарци, навремена, дојде до нов проблем.
изгореа други луѓе. Имаше сообраќајка во Бугарија. Да. Од еден од европските патишта, кои што сметам дека Циркулација кај што има стотина илјадници. Сметам дека истиот автопат за мене не соодветен, Да. не обележан. Да. Така. Кого не офативме? Администрацијата? Јавната администрација? Да, јавната администрација. Че можем најтаксативно да ми го абсолвира? Во низите разговори со ресорното Министерство за информатичко општество, низ разговори со министрот Азири, укажаме дека, и тој се согласи дека во јавната администрација нема вишок, туку нетранспарентно распоредени вработени. Односно, фалат околу најмалку 1000 души. 1000 вработени фалат во јавната администрација. Ме разбирате? Дали се несолвенни? Не. Мислам дека треба да има прераспоредување во делот на јавната администрација, кој што збориме, прераспоредување до квалификација, затоа што немаме не секаде Државата партиско вработување доведува до каква кој што не е од денеска, низ години назад. Ова е во континент. Дали би имале вашиот порака да изнесете со тоа што ја препуштам ова камера да се обратите? Им порачувам сите вработени во јавниот сектор да пристапат кон независно синдикат државна администрација, да ги си остварат своите права врз основа на закон, подобрување на законски форми и решенија, да се приклучат кон протестот што го организираме ние секојдневно, има немала пауза со цел да овозможиме на избраните лица и министри да пристапиме кон нивните канцеларии, за да им го објасниме причините и потребите за разговор. Во отсутство на разговор ги излегуваме на улица. Ги повикувам да се приклучат на протестот, кој што наредни денови ќе го продолжиме. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Благодарам на пријемот. Ви посакувам успех. Ја секогаш ние сме секогаш тука со вас, заедно да ве бодриме да ви За европски плати. За европски. Секако се бориме за Европа. Но вистинска смисол на зборот не со интриганство и политиканство. Ние тука ви се заблагодаруваме за вашето внимание, што не следевте во овие изминати 45 минути. Ви посакувам пријатни мигови со програмата на телевизија Вистел. Се гледам утре во исто време, ќе го најава мојот соговорник, тоа е господинот Трифун Костовски, интересна политичка фигура која има за што да збори, а вие видите нова фреквенција утре во 17:15 во живо на телевизија Вистел. Пријатно. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.